Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Александар Илиев, експерт за безбедност. Господине Илиев, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата. Зборувавме за планот за спојување на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност, кој го најави премиерот Мицкоски. Тој вели дека тие ќе се спојат во една агенција. Тоа е веќе најавено претходно и во програмата на ВМРО ДПМН, во предизборната програма. Еве, како за почеток на разговорот, како гледате на овој план, на ова спојување, како гледате на сето ова? Реформата на разузнавачко-безбедносната заедница е потребна и е можност да стане таа подобра. Меѓутоа, дали тоа ќе се случи, ќе видиме ли зависно како ќе бидат направени реформите и дали ќе згасне Агенцијата за разузнавање или ќе згасне Агенцијата за национална безбедност, значи како ќе се направи тој спој. Сигурно барем едната од овие две агенции ќе треба да згасне и персоналот и другите ресурси да преминат во втората. Или пак ќе се формира сосема нова агенција. Сега, кои се добрите страни? Едната добра страна е концентрација на ресурси и човечки потенцијал, обучени луѓе за разузнавање, аналитичари, опрема, финанси, сето тоа е позитивно. Од друга страна има еден предизвик, а тоа е сега како ќе се организира таа нова структура. И организацијската структура дали ќе биде логична и кој ќе биде сега новиот директор на таа структура, бидејќи таа ќе биде помоќна. Со спојување на двете, ние ќе имаме една помоќна цивилна агенција. Поединечно од двете кои сега постојат. Да. И од една страна добиваме полесна координација, бидејќи ќе биде поедноставна организацијата на разузнавачката заедница. Наместо да имаме 3, сега ќе имаме 2. Координацијата и контролата ќе биде полесна. Ќе имаме концентрација на ресурси, значи ќе имаме една организација која ќе има повеќе ресурси да ги оствари целите. Меѓутоа, клучно е да има политичка волја. Ако нема политичка волја, ова ќе биде можност за партизација на таа нова агенција која ќе биде формирана и да бидат поставени партиски лица на клучните функции во таа нова структура. Исто така е важно дали организацијската структура ќе биде логична. Во моментот Агенцијата за национална безбедност има пологична структура, таа се заснова на разузнавачките функции. Има операции, има аналитика. Ако ја погледнеме организацијската структура на Агенцијата за разузнавање, таа донекаде се заснова на заканите. Меѓутоа, таа не е функционална структура и затоа може да се, ако се направи споредба меѓу ЦИА, Српското воено разузнавање и нашата Агенција за разузнавање, ќе се види дека организацијски тие се многу различни, додека Агенцијата за национална безбедност има многу послична структура и пологична. Тоа е можеби бидејќи таа е дел од една реформа која е направена за разузнавачките служби, тогаш е правена во таа реформа е правена во партнерство со западните сојузници, претпоставам дека и за тоа таа структура на АНБ е пологична отколку Агенцијата за разузнавање која ми се чини дека остана несменета. Не, има промени во Агенцијата за разузнавање. Например, таму имате сектор кој е за хибридни закани, така нешто, мислам дека не знам точно како беше, меѓутоа таа е фокусирана на хибридни закани. Значи постоеле реформи, бидејќи хибридните закани не постоеа како закани пред 10 години, нели? Добро, но тоа е додаток на постоечката структура, да речеме. Да, меѓутоа оно што е клучно во дебатата за разузнавањето е да се свати дека клучни не се разузнавачите, клучни се политичарите. Се почнува од нив и завршува кај нив. Политичарите треба да барат од разузнавачите што разузнавањето треба да работи. И тоа треба да биде формализирано. Политичарите треба да дефинираат 3 до 4 разузнавачки побарувања на годишно ниво. И разузнавањето треба да работи на основа на тие разузнавачки побарувања. Во моментот, теоретски, ние тоа го имаме и требаше да ова функција да ја реализира Националното координативно тело. Ние имаме и закон за координација на разузнавачко-безбедносната заедница. И тоа координативно тело требаше да ги дава насоките за разузнавачката заедница и да ги координира, за да нема комплетно дуплирање на нивните напори. Туку тие да се надополнуваат и да имаме некое ефикасно и ефективно разузнавање. Меѓутоа, прашање за политичарите дали тие подготвуваат такви документи, тоест во писмена форма дали побаруваат разузнавачки проценки од разузнавачките агенции и дали разузнавачките агенции работат на основа на тие официјални побарувања и им доставуваат проценки
дневно, неделно, месечно, за тие национални интереси. Ова е клучно, бидејќи ако немаме таков формализиран процес, за политичарите е примамливо разузнавањето да не ја игра таа улога за национална безбедност, туку да има политичка улога, внатрешно политичка. Примамливо е за политичарите да го користат разузнавањето за собирање информации што работи нивниот политички противник, за дискредитација на политички противници, за испраќање понуди и пораки каде што тие не треба лично да се појават. Тоа е примамливо за политичарите. И доколку не е формализиран процесот, можно е тие тоа да го прават и надзорот и контролата од собрани или од други страни не може да биде ефективен. Бидејќи кога нема формализиран процес и не се знае кој за што е одговорен, кој што прави, за што ги троши парите, како ќе контролирате? Значи, за да се избегнат устните наредби. Значи, за се да се има пишан трак, така? Точно. За се што е побарано. И таа организацијска структура која ќе биде направена, доколку нема правилници кој што треба да работи, тогаш секој ќе работи оно што мисли дека треба да го работи. А ние ќе наследиме од две разузнавачки служби, две до некаде различни култури на однесување и на извршување на работите. Секој од нив, секој припадник од Агенција за разузнавање, од воено разузнавање или од АНБ, смета дека правилен е на начинот кој што тој го научил во текот на неговата кариера. И така тие ќе продолжат да работат доколку во новата агенција ние немаме строго регулирано кој што треба да работи, како изгледаат образците кои треба да ги пополнуваат, кој за што е одговорен. И за жал се надевам дека нема во новите правилници да пишува и други работи кои ќе ги кога некаде пишува и други работи, тоа значи дека оној кој ги дава задачите не знае точно што треба да работи оној под него. Да. Добро, еве кога зборуваме за спајувањето на АНБ и на Агенцијата за разузнавање, има тука и некои други прашања, ајде да речеме. Еден од нив е двете агенции имаат различни надлежности, да речеме, дека Агенцијата за разузнавање повеќе се фокусира на прибирање информации од надвор, додека АНБ е, да речеме, една внатрешно безбедносна агенција на некој начин. Дали ова спојување може да го проблематизира тоа, бидејќи двете имаат различни надлежности доколку се стават во една, или тоа сепак може да се реши со внатрешната структура пота? Во законите за Агенција за разузнавање и Агенција за национална безбедност, таква строга територијална подела во основи не постои. И двете агенции имаат своји представници во странство, извршуваат задачи на територијата на Македонија. Нивните задачи кон кои закони се насочени или да собираат информации, скоро во целосност се преклопуваат. Во Агенција за разузнавање ќе прочитате асиметрични закони, тероризам, енергетска безбедност, хибридни закони. Во АНБ го работат истото. Така да, во моментот ние во пракса имаме две служби кои скоро целосно се преклопуваат во тоа за кои закони собираат информации. Меѓутоа тоа го прават на различен начин и одговараат пред различни политичари. Агенцијата за национална безбедност е независно тело, кое во основа повеќе е под владата, додека АР беше до председателот и одговара пред председателот на Република Северна Македонија. Спојувањето нема да создаде проблеми од тој аспект. Значи и АНБ и АР собирале информации за скоро идентични закони, но на различен начин, одговарале пред различни политичари и имаат различна организацијска структура. Сега прашањето е дали и двете организации носат вистинска демократска организацијска структура или имат наследено од некои стари системи. Тоа е веќе некое друго прашање и се надевам конечно во Македонија ќе има расчистување со кадар кој перцепира дека разузнавањето треба да служи за внатрешно политички пресметки. Да. Еден од тие аспекти кои вие го спомнавте во основа на тоа која агенција лежи под која институција е тој дека сега двете агенции, значи добро е што ќе се спојат бидејќи им се преклопуваат надлежностите во некоја смисла, бидејќи ќе се избегне тој дуалитет, но од друга страна имаме различен степен на контрола. Едните се, ајде да речеме, под некаква контрола на владата, другите под председателот. Тоа може би обезбедува
и некаква поголема независност, ајде да речеме, во системот за разузнавање, или не е целиот под иста капа, под ист центар, ајде да речеме. Дали може би тоа е, ајде да речеме, негативен аспект на приказната или не? Она што треба да се обезбеди не е да одговарат на два различни политичари, туку да има ефективен надзор и контрола. За да има ефективен надзор и контрола е потребно она што го реков прво, формализирање на целиот процес. Од политичарот што побарува официјално и што добива од разузнавањето, тоа е клучен момент, а вториот клучен момент е да се регулира мандатот на директорот на таа агенција. Дали тој постапка на поставување и постапка на сменување. Да биде овој кадар професионален, но и заштитен. Бидејќи доколку некој директор на разузнавачка агенција и е свесен дека следниот ден може да биде сменет без некоја процедура, тоа лице нема да има храброст да ја покаже објективната ситуација на политичарите, туку ќе прави проценки создадени на начин да ги оправдуваат одлуките на политичарите. Не сваќате, значи наместо разузнавачот да прави објективна проценка, да ја покажува која е објективната безбедност ситуација и во Македонија и во регионот, тие ќе прават проценки кои ќе ги оправдуваат одлуките на политичарите за одредени набавки, за одредени реформи, за одредено поставување во меѓународните односи. Продолжена рака на политиката. Оправдување, да, тоа е еден проблем, но да се избегне тоа, клучно е да се стави професионалец кој ќе помине на вистина ветинг, кој има и теоретско знаење и практично искуство и кој ќе биде заштитен од самоволие на политичари. Доколку не се направи таква промена и со новиот закон, бидејќи сигурно ќе има законски промени, ние не може да очекуваме дека разузнавачите нема да бидат до некаде послушни на политичарите и на нивните желби. Да. Во однос на надзорот, ние имаме во законот предвиден надзор, тоа е комисијата, Собраниската комисија за надзор над разузнавачките служби, но видовме во минатото дека тоа не функционира баш толку во пракса, повеќе само декларативно, отколку суштински, дека често службите не ни одговараат на барањата на комисијата или кога ќе ги однесат во увид на терен, дека тоа е ограничено, дека не им даваат пристап до се што бараат и се чини дека тој надзор над Собраниската комисија повеќе служи како декор отколку како реален надзор. Па може да се каже дека тоа е форма без содржина. Во моментот е така, меѓутоа што да се контролира? Еве ќе ви кажам како работат израелските служби, кои ние ги сметаме како едни од најтајните. Меѓутоа и тие имаат интернет страници каде што може да видите податоци што сработиле, што спречиле, колку пари се потрошени. Таа транспарентност е потребна и кон јавноста. Значи јавноста треба да ги контролира службите. Тоест, ево вака, ќе објаснам малку поедноставно. Примерен корисник на разузнавачките проценки е политичарот. Значи политичарите кои се на разузнавачките служби, секундарни корисници се други државни органи, тоа може да бидат и обвинителствата, доколку разузнавањето дојде до информации за криминал, меѓутоа и јавноста. Јавноста треба да знае кој е, например, нивото на терористичка закана во Македонија, кој е нивото од некоја друга закана. Значи, од сите закани би требало ние, кои ќе посетиме страницата на пример, на Агенција за разузнавање, да видиме кој е нивото на закана од различни, нели, од конвенционална војна, од хибридни закани, од сајбер, со насоки како ние да си чуваме нашата индивидуална безбедност. Тие агенции се во служба и на државата и на граѓаните. Во Агенција за разузнавање, во законот и е напишано тоа, дека тие се и за национална безбедност, меѓутоа и за заштита на индивидуалната безбедност на граѓаните. Меѓутоа во пракса ние не го гледаме тоа. Да, еве, кога зборуваме за политиката и за разузнавачките агенции, еден од последните случувања е смената на Еролд Муслиу како директор на Агенцијата за разузнавање од претседателката Силјановска Давкова. Таа го смени без некакво образложение, назначи тамо нови директори или директорки, тоа е Габриела Јаковлева, директорка, и Ивана Стојановска за заменик директор на агенцијата. При тоа не е дадено никакво образложение за Муслиу зошто е сменет, иако тој
не му е истечен мандатот, а според законот тој не може да биде сменет доколку нема направено нешто спротивно на работењето во службата. И самиот Муслиу кажа дека е сменет поради политички притисоци, иако за волја на вестината не најави дека ќе ја тужи одлуката, не знаеме тоа дали ќе се случи. Па еве како гледате на целата оваа смена во агенцијата? Еден пример каде што законот за агенција за разузнавање предвидува дека директорот може да биде сменет доколку не ги извршува своите работни задачи одговорно, совесно. Значи, оставена е во законот можност да биде сменет. При тоа, во законот не е регулирана кој ја спроведува таа постапка. Во законот е регулирана дисциплинска постапка за вработените, меѓутоа дисциплинската комисија одредува директорот на агенција за разузнавање. Тоа значи дека не е предвидено како би се покренала дисциплинска против него. Зошто нема објаснување во јавноста за причините? Кај нас тоа најверојатно е класифицирана информација и нема да биде споделено со јавноста, тоест дали имало дисциплинска постапка, дали имало некаква постапка од страна на претседателката да утврди дали Еролд Муслиу совесно и одговорно ги извршува задачите или не, ние нема ни да знаеме. Може би ќе дознаеме после 10 години, ако тоа се декласифицира. Меѓутоа законот дозволува, тоа е важно. Лошо е тоа што законот не ја прецизира таа постапка. И сваќате што е сега потребно. Потребно е формализација. Да, може да го смените директорот доколку тој несовесно, неодговорно ја врши должноста, меѓутоа како се утврдува тоа? Да установиме јасна процедура како тоа би одело после. Меѓутоа и за дисциплинските постапки во сите овие служби, нормално дека тие не се многу транспарентни, доколку нема мерливи вредности за да се утврди дисциплинска одговорност, туку е дадена субјективна можност на некој да каже дека нешто е во ред или не е во ред, сваќате ни, тоа не е... Секогаш има простор по тоа за манипулација, за злоупотреби. Тоа е и за контролата. Доколку имате, например, ќе ви кажем конкретен пример. Политичарот бара кој е нивото на заканот терористички напад за Република Македонија и нејзините граѓани во странство. Тоа е едно прашање кое политичар може да го напише како разузнавачко побарување до нашите служби. Нашите служби на основа на оваа прашање треба да планираат, да создадат план за собирање информации, ќе имате еден куп прашања. Кои терористички организации делуваат во Македонија? Кои се нивните способности? Која е нивната идеологија? Кои се нивните намери? Разузнавањето да ги собере сите тие информации не е лесно. Потребно е време, потребни се ресурси. И тоа е тешко. Многу е потешко вие да најдете некого да работи за вас, а е член на некоја радикална организација, отколку да најдете член на опозицијската партија кој ќе ви даде информација. И сега сваќате зошто ако имаме формализиран процес, има план, одредени се средства, одредено е кои лица ќе собираат информации, може вие да дојдете во контрола и да кажете ова е планот, потрошени се овие пари за оваа цел, еве кои информации се добиени, еве е проценката доставена до политичарот. Ова е формализиран процес. Неформализиран процес е каде што ните е јасно што е побарано, се испраќаат информации кои е дискутабилно дали се засновано на факти или на се користат ресурси. Да, значи ова е за контролата, Дали е можна контрола ако нема формален процес? Со почеток и крај. Да. Добро, ние освен Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање имаме и уште еден одсек, тоа е военото разузнавање за кое малку се зборува во државата, но сепак постои. Тоа е добро. Ја бев припадник на военото разузнавање од 2009 година, од 2022. И тоа што малку се зборува, тоа е позитивно, бидејќи си ја работите работата и така не правите, не создавате проблеми. Доколку има афери, тогаш значи нешто не чини. Не е да ја фалам организацијата, на оваа организација и не достигаат и ресурси, не достига и персонал, и средства, и пред се исто така формализиран процес за да ја работат својата работа. Предноста на ова воено разузнавање е тоа што кадрот на вистина е добро обучен и беше
обучуван по различни НАТО центри во Британија, во Америка, во Франција. Навистина едно богатство на кадар кое се надевам дека ќе биде искористено правилно во идење и од министерот за одбрана, меѓутоа и за оваа служба која сега ќе биде создадена и сигурно ќе биде поголема од АРА и АНБ, како поединечни организации во моментот. Но мислиш ли дека војното разузнавање не е дел од оваа реформа? Тоа предпоставам ќе се остане исто. Мислам ќе се остане под министерството. Структура под министерството, така е, не може тоа да биде сменето. Меѓутоа оно што може да биде сменето е да биде оваа организација да добие и повеќе кадар, да се зголеми нејзиниот буџет, бидејќи ова е клучна организација и знам дека многу луѓе мислат дека војската денес е за одбрана од конвенционална војна, меѓутоа не е така. И војното разузнавање собира информации и за тероризам, и за организиран криминал, и за хибридни закани, и за сајбер закани, бидејќи безбедноста на државата денес се гледа многу посеопфатно отколку во минатото, нели? Само закана од конвенционална војна. Значи таму имате готов кадар кој целата кариера од 22-3 години тие го работат само тоа. За разлика од другите агенции каде што, нели, полесно може по партиска линија некој да влезе сосема нов кадар со несоодветно образование. Во војното разузнавање не е баш така. Има и уште една предност во војното разузнавање, тоа е дека таму има комбинација на цивили и војни лица. И тоа е исто така едно богатство, бидејќи кога заедно работат, нели, луѓе со комплетно различен бекграунд, позадина и на знаење и на професионално искуство, нивните проценки се многу покомплетни. Цивили кои никогаш не работеле со војни формации, тие не можеле да представат, нели, за војни закани и опрема, нити нивната цена, нити ме сваќате, нити што представуваат како закана. Така да војното разузнавање може да даде една посеопфатна проценка безбедноста за националната безбедност во однос на цивилните агенции. Поради тоа, поради ова богатство на знаење. Да, добро. Ајде, пред крајот на емисијата да се префрлиме за оно што најавивме да зборуваме, а тоа е днината на НАТО како агенција, како организација за колективна безбедност, од која и ние сме дел, и ние сме членка на НАТО, нели? Сега имаме некакви предизвици за организацијата. Еден е, се разбира, војната во Украина, руската агресија, нешто за што многу се зборува и се анализира, но друг момент е евентуалното доаѓање повторно на Доналд Трамп за претседател на Соединетите американски држави, нешто што е многу важно, бидејќи САД се најголема членка на НАТО, една од основачите на организацијата, земја која најмногу допринесува во организацијата, а можеби идниот американски претседател се, ајде да не речеме се заканува, но укажува дека мора да се направат крупни промени во НАТО. Пред се тој инсистира да се зголеме улогата на европските сојузници во организацијата. Како гледате на ова? Мислите ли дека доколку дојде Трамп се можни радикални промени во НАТО? Доколку дојде Трамп, со сигурност има промени и тие не се нелогични. САД е глобална сила и во моментот тежиштето не е во Европа на економска моќ, туку тежиштето на економска моќ се префрли од Европа во Азија. За САД е многу поважно да не дозволи Кина да стане нов хегемон на светско ниво или ривал кој може да ја загрози интересите на САД. Така да САД е многу поангажирана во Тајван, Кореја, Јапонија, во државите на АЗЕАН, организацијата АЗЕАН, соработка со Индија за да спречи ширење на кинеско влијание, а додека Европа е да кажеме има споредна улога во таа глобална политика на САД. Затоа логично она што го бара Трамп, европските земји да сносат поголема одговорност и поголем дел од својот буџет да вложат во своите безбедносни сили. Тоа што е проблематично и најголем предизвик не е ова, бидејќи ова е логично, е како Трамп ќе го решава прашањето со војната во Украина. Тој има дадено изјава дека во првите 24 часа ќе понуди решение и тоа е навистина загрижувачко, бидејќи такви сериозни прашања не се решаваат за 24 часа
и држави кои се релевантни во моментот во Европа, како Полска, Британија, Германија и Франција, тие немаат таков поглед дека Украина треба да отстапи дел од своите територија, вклучително и Крим, Донбас, Луганск, Запорожје, на Русија, бидејќи европските земји се свесни дека ова нема да заврши само со таков некој мировен договор и тоа нема да значи траен мир за Европа. Оно што Европа секако ќе мора да го реши е тоа дека Европа ќе мора самата да гарантира за својата безбедност во идниот период. Тоа е всушност планот на Трамп. Тој бара зголемување на она што го бараше и кога беше прв пат председател, зголемување на БДП за одбрана, но веќе не се зборува само за 2%, туку и за 3%. Да. За поголемо зголемување. Това да е минимум. 2% да. е минимум, а не да биде оној таргет. Таргет, да. Мислам дека Германија во моментот има над 3% и според Трамп и тоа не е доволно. Несомнено Германија, Британија, Франција, Италија, Полска, тоа ќе се земјите кои ќе бидат носители на нова безбедносна структура во Европа. Но ми се чини дека војната во Украина го забрза тој процес на зголемување на БДП на европските членки, бидејќи го направија тоа и сами, па има и иронични забелешки дека со нападот на Украина рускиот председател Путин постигна многу повеќе отколку Трамп за 4 години. За многу побрзо време го забрза тој процес, па и го прошири НАТО за две нови членки. Финска и Шведска влегува, тоа се навистина држави кои имаат и војна индустрија и обучени војни сили. Одредени членки на Европската унија и на НАТО размислуваат за враќање на војниот рок, за да имат обучени резервни сили. И да, војните способности на Европа растат, меѓутоа факт е дека во моментот Европа произведува помалку муниција за артилерија отколку Русија. Не дека Европа не е способна, меѓутоа Европа не е така решителна да ја смени својата индустрија и да скрати од социјалната помош на своите граѓани, од пензиите на своите граѓани, додека Русија тоа го работи на друг начин. Така да сепак Европа ги нема тие војни способности кои се потребни. И не е само производството. Овде е и обуката. Обука на украински пилоти. Тоа е еден од последните клучни процеси кои се реализираат од страна на западните сили како помош на Украина. Во моментот се ветени околу 80 F-16 авиони да бидат донирани на Украина, меѓутоа оваа година дали ќе има 20 или 30 пилоти кои ќе бидат обучени. Бидејќи капацитетот за обука на пилоти и на некои други специјалности не е голем. Така да и процесот на обука, не само процесот на производство, нешто што бара време. Европа е назад, за жал, од она што е потребно за да си ја гарантира својата безбедност. Нешто што е утешително е тоа што НАТО одлучи да има сили за брза реакција од околу 300.000 луѓе. Тоа е повеќе од доволно да одврати било каков напад од Русија, меѓутоа едно е што имате на хартија, а друго е да ги имате тие 300.000 навистина обучени, подготвени. Да го имплементирате тоа. Европа во својата идна 5-годишна стратегија за развој, меѓу другото, како што каже и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, обрнува големо внимание на одбраната, ветени се 500 милиарди евра за развој на одбранбените сили на Европа. Се уште не се зборува за создавање на таа фамозна европска армија, туку само се користи терминот европска одбрана на некој начин. Дали мислите дека тоа ќе помогне во создавање на посилни европски сили, ајде да речеме, кои би биле, се разбира, и дел потоа од тие структури на НАТО? Секако во соработка на војната индустрија и развој на војната индустрија во Европа, ќе бидеме сведоци на таков развој во наредните години. Меѓутоа, едно е индустрија, а друго е проблемот да имате навистина луѓе кои сакат да се приклучат на војните сили и да станат резервисти, нека се. Бидејќи кога зборуваме за ресурси, еден е материјалниот ресурс, другиот човечкиот ресурс. Во Европа недостасува второто. И во Америка дури недостасува. И покрај високите плати и бенефиции кои ги имаат, тие немаат доволно регрути да ги пополнат својот воен состав. Полска е една од ретките земји која ова го има решено. И јас сум бил во Полска во една работна посета и бев изненаден од тоа
колку пољаците, млади пољаци, со добро образование, со добри работни места, имаат желба да се приклучат на резервниот состав и да ги поминуваат викендите во обука. И колку се тие решени да ја бранат својата земја. И сега за ова е морална компонента, тоест дали луѓето се желни да ја бранат својата земја. Има истражување во Европа и во нашата земја и за жал овие бројки се поразителни во Европа. Тоест, ние и да имаме војна индустрија, да имаме најдобра техника и да обучиме 300.000 луѓе, прашањето е дали луѓето имаат желба да се откажат од нешто, вклучително и од својот живот, да ја бранат својата земја. И тоа е потребно да се создаде во Европа, тоест еден дух, желба да се брани оно што го имаме. Да, добро. Би за крај прашањето кое сите не интересира, дали овие евентуални промени во НАТО, доколку навистина се случат како што предвидува Трамп, доколку се разбира тој дојде да решава, дали и како би влијаеле врз безбедноста на Македонија? Безбедноста на Македонија, ја би ја рекла, една е заканат од конвенционална војна и тоа е минимално. Меѓутоа, дали ние сме способни да си го браниме нашиот сајбер простор? Моето мислење не. И немаме сега на крај време да го објаснуваме тоа. Во моментот ние добивавме асистенција од САД за овие прашања и мислам дека ова ќе продолжи Америка да го поддржува. Друга поддршка за нашата безбедност, освен во овие две простори, мислам дека не ни е потребна. За се друго сме ние реално и способни. Борба против тероризам, можеме и со оригинална соработка. Така да накратко одговорот е, кај нас нема да има значителни промени во безбедносната состојба поради овој фактор, поради доаѓањето на Трамп. Сепак безбедноста овде ќе зависи доминантно од нас, освен во сајбер просторот, бидејќи таму ни е потребна асистенција, ако не е од САД, верувам дека ќе се најде некој друг партнер, можеби тоа ќе биде Британија или Германија или Франција кој ќе ни даде поддршка во таа област. Да, добро. Александар Илиев, експерт за безбедност, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на вас. И со ова го завршуваме првиот дел. Останете со нас, одиме со реклами и продолжуваме со Александар Трајановска, Хелсиншки комитет за човекови права.